Ви благодарам, подпредседателе. Почитуван министер, добар ден, добродојдовте, ве немаме видено многу одамна во собранието. Вие изгледа, министре, упорно продолжувате да не знаете што одговори се праќаат во ваше име до собрание на пратеничките прашања и што подпишувате. Имено на моите 3 пратенички прашања поставени на 12.6.2025 година за тоа кој државен секретар во Министерството кој вие го раководите. Иако бевте присутен на самата седница, сепак добив писмен одговор на 27.2.2026. Министре, рокот за одговор на пратенички прашања е 10 дена, согласно деловникот член 43 став 2. И да го занемариме рокот, односно во кој што службите ви одговориле, дека во периодот од 22.5. до 26.5.25 година Министерството за култура немаше именувано лице на позицијата државен секретар во Министерството за култура и туризам. Јас, министре, овде го имам документот од 19.5. каде што лицето кое што ви беше државен секретар, вие го разрешувате од државен секретар, на 28.5. каде што ја унапредувате истата личност, значи уште не е државен секретар, и во тој период во кој што ви го напишале службите во пратеничкото прашање, каде што таа работи и функционира како државен секретар. Што значи? Имала средба на разни настани, средба со амбасадор на соседна држава и е дел од делегацијата во Ватикан. И како врв на ова, со пратеничкото прашање кое што го подпишавте и го пративте до собрание, вие давате одговор дека нешто не ви е во ред со датумите и со документацијата. Овие документи, министер, и овие објави се направени од вас, подпишани од вас, од вашата администрација, и за разлика од вас, јас имам во мене документи кои што се ваши, а не како вие што правите на вашите пресконференции, каде што мавтате со документи од друг министер пред вас. Нема потреба како јуни минатата година да повикувате веднаш компјутерски криминал да истражува како излегле овие документи. Доволно е само да читате што подпишувате и да се грижите повеќе за вработените наместо да ги казнувате. Минатиот пат не бевте на седницата за опозицијски пратенички прашања и вашиот заменик рече дека на сите 3 прашања ќе одговори писмено. Еве, повеќе од 2-3 недели повторно нема одговор. А сите 3 прашања има една единствена цел – да одговори зошто Министерството 2 години поред не постапува по член 65 став 4 од Законот за култура, каде стои дека Министерството е обврзано да ги објави резултатите на веб страната на Министерството, особено за националните установи. Нема ниту еден пилот проект, како вашиот измислен делегиран буџет, да го покрие тоа дека 2 години не се јавно достапни резултатите од годишниот конкурс. Но она што е добро во цела оваа ситуација е дека после моето прашање до заменикот министер, добар дел од националните институции почнаа сами да ги објавуваат резултатите од годишната програма, односно да не ве слушаат, знаејќи дека повторно по 100 пат ги носите во ќорсока, како што го правите и со пресметките за плата. Моите 3 прашања до вас се следните. Прво, како планирате и што планирате да направите за да го заштитите Корбиново со 20.000 денари? За 2026 година, знаејќи дека еве денес, како што пишуваа порталите, Управата за заштита не успеала да подпише ниту дозвола, а имавте 2 години да направите експроприација на имотот околу црквата. Докаде сте со Законот за култура, Законот за заштита на културно наследство, Стратегијата за култура денес ја објавивте после скоро 2 години на веб страната на Министерство и на ЕНЕР, Стратегијата за креативни индустрии, кои патем најавувавте дека ќе ги укинувате кога бевте опозиција, ама изгледа нешто си има сменето, и уште ред други документи кои се основни документи на Министерството за култура. Или поедноставно, кој е еден стратешки закон кој што сте го сработили за скоро 2 години? И третото прашање, дали вработените во култура ќе ја земат мартовската плата по упатството што денес пак го пративте, подпишано само од вас, или по општиот колективен договор согласно член 14 став 1. Ви благодарам.